Молк. Така ќе беше ако не беа браќата Кирил и Методи. Тишина. Ни тишина ќе имаше оти ќе немаше збор да ја разбие. Ќе немаше како брат со брат да си напише писмо. Ќе немаше зборови мајка да си оплака чева. Молк. Молк ќе беше, тишина ќе беше. Ќе немаше ни тъга за јук, ни се рути карпа мрак. Ќе немаше ни печалбари, ни црнила ќе имаше. Ќе немаше ни починка, ни пире ќе имаше. Аз, Буки, Вједи. Ни дадова. Уста, ум, јазик ни дадова. Та не грее ли сонцето подеднакво за сите? Не врне ли дожд подеднакво за сите? Нема да бидеме. Не смееме да бидеме слепи и глуви. Молк ќе нема, тишина ќе нема. Зборови? Нека има. Слава им. Почитувани присутни, добра вечер и добро ни дојдовте на вечерашнава свечена академија.
Веруваме дека никој од вас не остана равнодушен на звуците на најубавата химна на светот. Но и на краткиот филм посветен на светите браќа, направен за нашето училиште од страна на наш поранешен ученик, а сега познат актер и сценарист Никола Кузелов. Во знак на благодарност да го поздравиме со еден громогласен аплауз. Ми представува особена чест во овие мигови на славење на големиот јубилеј, 50 години успешна работа на нашето училиште, Свети Кирил и Методи, да ја најавам новата химна на училиштето, во која се искажува нашата благодарност кон светите браќа, кои го најавија сонцето во мугрите на словенската писменост. Автор на текстот е наставничката по македонски јазик од нашето училиште, Фросина Златевска, а музиката и аранжманот се дело на наставникот по музичко образование Тони Цветковски. Оваа вечер премиерно ќе биде испеана од страна на училишниот хор, кој овој пат го сочинуваат ученици, но и наставници од нашето училиште, а под диригентската палка на маестро Кирил Трајковски, личноста која работниот век го помина во нашето училиште и не направи да се чувствуваме горди, бидејќи и тој еден од нас. Стиховите од оваа похвална песна нека одекнат ни салата во чест на нашите просветители, нашите патрони, светите браќа Кирил и Методи. Слава им! Благословена, Патот наш Бог
чади ноќта. Зборот се дели од темнината. Копнеш се раѓа во утробата. Слово словенско магепсано одекнува. Божилакот на словото сонце стана. Се искачи на трон на многусончевиот блескот. И расте, и расте. И недоцвете дарот што го носи. И недобер е плодот што го зрее во век и веков. Почитувани присутни, денес е денот кога сите ние искажуваме должна почит и голема благодарност кон оние кои со своето големо и неискажано човеколюбие го помилуваат човечкиот род, расејувајќи зборови на секој народ. Почит и слава кон апостолите со духовна дарба, учителите словенски, патроните на нашето училиште, светите браќа Кирил и Методи. Тие небесни луѓе, а земни ангели, стекнаа безтелесен живот во телото. Тие два класа многуплодни, со кои гладните народи ги наситија и жедните ги напоија со животворно питие. Кој може да им искаже достојна похвала? Благословен да е нивниот јазик со кој ги посеа духовните зборови за спасение на безбројните народи. Тие темнината на незнаењето од секаде ја растераа, на сите пример со себе си им покажаа, од устата духовна сладост источија. А сите ние, чедата на оној народ од кој доаѓаат тие, светите браќа Кирил и Методи, сме наследници на раѓањето на зборот и ја сведочиме сета бесмртност на вековите. Браќата Кирил и Методи, светители на источното христијанство, творци на словенското писмо, апостоли на словенската писменост, синови на маж од благороден род, богат во име Лав, и мајка за која се бележи дека се вика Марија, растеа во Солун. Во тоа време претежно обкружени со словенски жители, го слушаа нивниот нескротен словенски говор и не знаеа дека токму тие ќе го припитомат со топло словенско писмо. Од Цариград, главниот град на Византија, првата христијанска држава, започнуваат сите културни влијанија врз соседните народи и мисиите за ширењето на христијанството. Одовде започнува и патот на Кирил и Методи, кој најголемиот мисионерски успех ќе го постигнат меѓу словените во Моравија и Панонија. Постариот брат Методи почна уште во младоста да прими световни почести. Учените луѓе што го љубеа од детството, за него зборуваа честни зборови. А кога разбра царот за неговата бистрина, му даде да управува со словенска област. Се предполага дека управувал со Стримонската област. Сведок е на големи политички и црковни борби и ќе рече: каква полза има човек да го добие целиот свет, а душата своја да ја погуби? Што ќе добие човек во замена на својата душа? Помладиот Константин има духовна дарба да зборува на разни јазици. Ростислав, кнезот словенски, испрати посланици до царот по Божја милост. Здрави сме! Кај нас се дојдени учители и од грците и од немците, учејки на различно, а ние словените сме прост народ и нема кој да не поучи на вистина и на разум. Затоа Господаре испрати ни таков маж што ќе не упати во секаква правдина.
Слушаш ли филозофе овој збор? Друг ова не може да го направи освен тебе. Затоа земи го братот и игуменот Методи, па оди. Зашто вие сте солуњани, а сите солуњани чисто словенски зборуваат. Макар што ми е снагата преморена и се уште сум болен. На драго срце ќе одам таму, доколку имаат букви за својот јазик. Дедо ми, и татко ми, и многу други го бараат тоа и не го најдоа. Како можам тогаш јас да ги најдам? Кој може да напише беседа по вода? Тогаш филозофот свесно прими крст на плеките и почна со брата си да го бара новото писмо, што ќе го вклопи во нов јазик. Се пренесува ваква приказна за создавањето на словенската азбука. И тогаш Кирил ги состави буквите и почна да ги пишува зборовите од Евангелието на Јована. И Слово бе у Бога, и Бог беше Слово. Долго време меѓу славистите се расправаше за писмото и јазикот со кој Константин и Методи пишувале. Се знае дека тоа писмо била глаголицата. Браќата пристигнуваат во Моравија. Кнезот Ростислав ги прима со големи почести. Од кога собра ученици, им ги предаде да ги учат и станаа пастири и учители на словенскиот народ. Просветија безброен народ кој лежеше во мракот на незнаењето. Немаше место што не беше осветено од нивните стапалки. Но пристигнаа во Венеција и против нив се собраа попови и црнорисци. Како врани на сокол ја кренаа тријазичната ерес. Човек, кажи ни како си ги создал на словените книгите и ги учиш од нив, што досега никој не измисли, ниту апостолите, ниту римскиот папа. Ние знаеме само 3 јазика, на кои во книгите е достојно да се слави Бог. Еврејски, елински и латински. Не варни ли тоа што Бога е еднакво за сите? А сонцето не грее ли исто така за сите? Зарем не дишеме воздух сите еднакво? Па тогаш, како не се срамите да признаете само 3 јазика, а сите други сакате да бидат слепи и глуви? Кажете ми, дали Бог го сметате за толку безцилен, што да не може да го даде тоа, или пак за толку завидлив, што да не иќе? А сега, браќа, ако дојдам кај вас зборувајќи на јазиците, каква полза ќе сторам ако не ви зборувам заради јасност и разбирање или пророштво или поука? Па дури и бездушните нешта што даваат глас, било свирка, било гусле, ако не покаже разлика во звукот, како ќе се разбере што свири? Ако трубата даде неразбирлив глас, кој ќе се готви за борба? Па така и вие. Ако неразбирливиот збор го кажувате на друг јазик, како ќе се разбере што кажувате? Ќе кажувате во воздухот. Ако не ја знам смислата на говорот, за тој што ми говори сум сличен на варвари. И тој што ми говори варварин е и за мене. Со овие зборови и многу други ги посрамоти и замина. Браќата чувствуваат дека патот по кој пошле пратениот друг се издвојува. Станува само нивен пат кој мораа да го доодат до крај. Кога наближи часот да се упокои, му рече на брата си Методи: Ние двајцата бевме впрегнати да изораме една празна. Јас паѓам на нивото, кончувајќи ги своите дни, а ти мощне многу ја љубиш гората. Но немој заради гората да го оставиш нашето учење, бидејќи со него ќе бидеш спасен. О Господи, Ти што гледаш од високо, со своите молитви пази ме.
Избави не на што те сакаме, избави не од секаква напаст и шири го достојно учењето, а ересите прогонувај ги, за да преживееме овде достојно на нашето звание и да застанеме со тебе, ние, твоето стадо, од десната страна на Христа, нашиот Бог, примајки од Него вечен живот. Оти Негова е славата и честа во сите векови. Амин. Методи последните години од животот ги поминува во маки и тегоби, борејќи се да ги зачува браздите на словенската писменост што ги изора со брата си. Во Панонија, германските свештеници го наатемисуваат како еретик. Во Моравија, кнезот Ростислав е симнат од престолот. На негово место доаѓа кнезот Светополк. Германските свештеници го повикуваат Методи и на својот синод го осудуваат неговото учење. Словенската литургија е забранета, но Методи продолжува со своето учење. Така, кога ги пресече сите обвинувања од сите страни и им ги затвори устите на тријазичниците, почна да му се приближува времето да прими почин од страдањата и награда за многуте тегоби. Безброен народ се собра да го испрати со свеки, плачејки за добриот учител и пастир. Тој што им беше се на сите, за да ги придобие сите. Светата мисија. Слепите да прогледаат, глувите да го чујат зборот на книгата и сите да проговорат на различни јазици, ќе биде продолжена од учениците на светите браќа, од сите нас кои неуморно го продолжуваме нивниот пат. Волшебно е огледалото на животот. Волшебно е огледалото на топлиот збор учител. Да се биде учител, тоа значи полирање, резбарство, градење и дизајнирање со големо трпение и толеранција за да создадете универзално уметничко дело ученик. Помислата на учителствувањето подразбира и вградување на дел од себе во институцијата наречена училиште. А училиштето наше, на овој свечен јубилеј, 50 години постоење, може со особена гордост да се пофали дека генерациите учители што поминале, достојно ја доорале браздата Кирило-Методиевска. Овде, меѓу нас, вечерва си голем број на учители кои вградиле дел од себе во самото училиште, не штедејќи се во ниту еден момент да го вложат максимумот во најблагородната професија. А она што во продолжение ќе го видите се спомените од учителите кои се дел од првиот наставнички колегиум во нашето училиште. Да погледнеме што имаат да кажат. Јас сум Вера Коцева, наставник по биологија, вработена во училиштето Кирил и Методи во самиот почеток на формирањето на школото. Позивот си го сакав. Работев со љубов. И покрај многобројните препреки што ги имав, сепак успевав кај поголем дел од учениците да побудам кај нив љубов и интерес кон биологијата. Не дозволивме на ниту едно училиште во Македонија да ни го земе првото место на Република. Во тој период освоивме 5
први републички места и едно второ републичко место. Бевме и на сојузни, кои се одржуваа во Цетиње, Печ, Скопје, Сараево. На тие надпревари успеавме да се здобиеме со 3 златни плакети и како ментор на мене ми беше доделена златна плакета. Во еден надпревар во Пробиштип, во дворот училишен, имаше голем број на собрано на надпреварувачи и еден ученик ми приде и со повисок глас рече: „Еј, ова од Свети Николе е страф и трепет за биолозите во Македонија." Горди бевме со тој исказ, значи дека сме биле запознати со нашите успеси и во други места на Македонија. Јас сум Петровска Зорица, оделенски наставник. Од 73 година во училиште со Кирил и Методи, кога прв пат влеговме тука. Имам изведено 10 генерации ученици, од кои има доста успешни, али горда сум на моите ученици, на сите општо. Многу ги сакав, исто и тие и ден денеска ме почитуваат, и родителите, и учениците. Тогаш во нашето училиште имаше хармонија. Секој ден заедно пиевме кафе на големиот одмор. Славевме Нова година, 8 март, завршување на осмоделенци во холот со песми и игри. Верувајте, многу го сакав мојот позив, пак да се родам, пак би била учителка, наставничка. Јас сум Иванка Стојковска, наставник по македонски и српско-хрватски јазик во пензија. Во просторот на денешно Кирил и Методи влегов во 1971-72 година на 21 годишна возраст во еден голем колектив под името Основно училиште Гоце Делчев. 1973 станавме самостојно Основно училиште Кирил и Методи со центар со 2-3 подрачни училишта. Во овој колектив имаше почит, имаше ред и дисциплина на работата. Работевме сите со силен ентузијазам и веднаш так стекнавме авторитет во средината дека навистина во ова училиште се работи, има квалитетна настава, а за тоа зборуваа веднаш и нашите големи успеси, не само на општинско, туку на државно и пошироко меѓународно и балканско ниво. Сега ќе кажам за кога го добив за да бидам директор, функција на директор на Основно училиште Кирил и Методи, најмногу ми падна погледот и тежината и обврската, гледајќи ги ќумбињата наутро и нашите хигиенечерки кои беа на број само 7 жени и едно машко, а тоа беше Тони, како си ги мрзнат раците и како нашите печките чурат и така натаму, си земав обврска да помогнам и почнав да трчам по вратите на образованието, поточно на финанси и инвестиции, и успеав да и нашето училиште 73-та да добие парно затоплување. Тука живеев, работев, растев со моите ученици, со моите колеги 43 години, 3 месеци и 5 дена. Успеав да постигнам едни врвни резултати. Отидовме до највисокото, до меѓународни, до балкански, до гран-при награди, до државни надпревари по македонски јазик, така да над 200 дипломи имам освоено како ментор, како наставник, моите ученици од литературната секција со и државните надпревари. Така да бевме една година и домакини на државниот надпревар по македонски јазик со сите националности. Јас сум Нада Ужевска, оделенски наставник во училиштето Кирил и Методи. Почетокот
во овое училиште при неговото отварање, јас бев вработена тука, меѓутоа не бев во центарот на училиштето, туку бев во подрачното училиште во село Станјевци. Во Станјевци бев се до 80 година, а од 80 година во училиштето се отвори специјална паралелка за деца со посебни потреби. Во специјалната паралелка работев до 80 година и во 80 година колешката Богатинова Иванка замина во пензија и јас го зедов нејното оделение, така да бев вработена во редовните паралелки на Централното основно училиште, тогаш беше Централно Кирил и Методи во Свети Николе. Од тогаш па до моето пензионирање работев во редовните паралелки. Работата во паралелките во Централното училиште е напорна. Учениците беа во голем број, секоја паралелка имаше по 30, 33 деца, 35 деца. Генерацијски на една генерација имаше по 4 наставника и ние неуморно работевме и постигнувавме добри услови со нашите ученици. Имаме организирано научни екскурзии во склоп на општината, на републиката, меѓутоа имавме и една научна екскурзија дури до Белград со посета на Калемегдар и на Авала. Децата беа многу задоволни, во збратиминиот град Чичевац преноќивавме и назад тие се вратија многу задоволни. Учениците што учеа во ова училиште беа многу талентирани и со наша помош и ден денеска тие постигнуваат големи успеси и се на добри работни места. Јас сум Татјана Евтимова, наставник по ликовно и сум член од основањето на ова училиште, така да предавав ликовно воспитување и бевме тогаш многу сложни, цел колектив, бевме сложни и имам добри спомени од тој период. Ја водев секцијата по ликовно, се до пензионирањето и имав успешни работи, резултати од секцијата. Учествувавме во Полска на конкурс за секогаш зелено, секогаш сино и имаме 2 пати освоено прво место. Потоа учествувавме заедно со колешката по македонски за Ратиновите средби во Велес и таму имам освојувано прво место за моделирање во глина и за сликање. За Нова година во паркот тука во Свети Николе, Снежана и 7 џуџиња, тоа беше многу убаво направено и имаше голем интерес од страна на учениците. Имам повеќе ученици што се определија за ликовната уметност. Имам ученик меѓу првите генерации кога се основа училиштето, во Канада е тој, а друга ученичка имам во Америка. И тие се уметници, сликари, така да јас се гордеам со мојата работа. За сликата на браќата Кирил и Методи, првата година, директорот Лазар Серафимов, тогашниот, ми предложи да насликам портрети на браќата и најдовме некоја иконка, тоа беше многу мала, на свила, голема беше колку од 5 до 6 сантиметри. Волна сум, како што реков, и таа слика стои тука, закачена во холот во училиштето и горда сум на тоа. Јас сум Зарева Мирјана, наставник сум од формирањето на училиштето. Јас сум оделенски наставник, водев основно оделение, водев 3-то оделение. Бројот на учениците ми беше 38.
Јас водев многу генерации, 10 генерации ученици поминав. Од тие ученици многу станаа инженери, професори, лекари и други струки. Јас на училиштето му пожелувам се најубаво, успех во работата само со многу добар кадар. Јас сум Петро Заце, наставник по ото и ликовно воспитување. 73 година се префарлив во ова училиште Кирил и Методи. Од работата во Кирил и Методи водев секции, работев во кабинет, од кој може да кажам посебно настава по општо техничко воспитување, каде изведувавме многу работи практично и излегувавме на терени околу школата. Децата беа многу вредни, многу успели. Работевме после на пионерски семафор, водев секција од работа на макети, од кои макетарство добивме второ место на сојузно такмичење во Сараево. Имавме наш кандидат. Од пионерскиот семафор исто така го водев, од каде одевме низ Република Македонија и на тие такмичења обично движевме меѓу првите места, од каде земавме 3 награди велосипед. Имам изработено биста на Гоце Делчев горе во училиштето Гоце Делчев, паркот, споменик во Свети Николе. Јас сум Андонова Јагода, наставник по историја, моментално во пензија. Започнав со работа 1973 кога е и основано ова училиште. Работев во колектив во кој што многу добро ме прифатија како млад наставник на 24 години со многу повозрасни колеги, од кои добив многу убави спомени во односот, во поука и навистина беше колектив во кој секој би се гордел да работи. Имавме кабинетска настава со многу карти, многу нагледни средства, што реткост беше во општината и тоа овозможи и успесите на учениците кои беа навистина желни за знаење, за успеси, учеа, внимаваа на часовите, беа дисциплинирани, желни за што поголеми знаења од историјата, за нашата татковина, воопшто и за светот. Овие успеси што ги постигнувавме тогаш, пожелувам и овие нови генерации да ги следат примерите на своите родители, на своите блиски и тие да постигнуваат успеси и да бидат сложни колективот како што беше порано. Јас сум Петрова Зоица, долгогодишен пензионер на ово училиште. Среќна сум што работев во ово училиште, затоа што бев во еден колектив сложен, мирен, сакан,
Работев 37 години, прво во склоп на училиштето Гоце Делчев, а потоа се раздвоивме во Кирил и Методи. Во 61 и 62 година, кога се отвори гимназијата, бев предложена да работам како наставник по биологија и хемија во гимназијата. Работев 2 години. Потоа си дојдов на старото мое сакано работно место, наставник по хемија и биологија во ово училиште. Успесите што сум ги постигнала со учениците ме прават многу горда. Затоа што имам ученици кои завршиле хемиски факултет, професори, технолози, лекари. Имам постигнато доста успеси. Бидејќи работевме покрај редовната настава, работевме и додатна наставна и продолжна настава. Со додатната настава работевме со посебни секции, со кои секции имам постигнато доста добри резултати и во општинските смерови, и во регионалните, и во републичките. Затоа имам и посебна диплома добиено од Републичкиот завод за воспитување и образување на Република, тогаш се викаше Република Македонија, за посебен истакнат наставник. Обстојува успехот со години, ни секакви времења на докажување на смислата на животот создателен. Половина век се радуваме и ја следиме светата мисија на оние два духовни светилника, кои патот наш го отворија и днината на словенскиот род ја благословија, духовно и благодатно го соединија овој народ со Бог. 50 години нашето училиште е исполнето со образовни и воспитни чекорења низ наставниот процес, полн со многу предизвици, но и изртени плодови, успешни генерации, кои сведочат за посветеноста на наставниот кадар. 50 години секојдневно го чуваме македонскиот јазик, како света икона, облагородена со светлозрачни зборови, полни со љубов, разбирање кон човечкиот род. Со текот на годините, нашето училиште стана синоним на знаење, можности и реализирани амбиции, секогаш длабоко мотивирани во остварување на целите, нашите ученици чувствуваат голема одговорност. Она што охрабрува во таа образовна мисија е постигнатиот успех. Вечерва е моментот кога треба да одекне гласот за нашиот успех. На сцената ја поканувам директорката госпоѓа Анета Ивановска да ви се обрати во чест на денешниот јубилеен празник, 50 години од постоењето на училиштето. Повелете. Почитуван градоначалник на општина Свети Николе, господин Дејан Владев. Почитувана председателка на Совет на општина Свети Николе, господја Валерија Ивановска. Почитуван градоначалник на општина Лозова, господин Бошко Цветковски. Почитувани советници, почитувани членови на училишниот одбор и на Советот на родители на нашето училиште, почитувани родители, почитувани и драги пензионери, почитувани представници од Државниот просветен инспекторат, од Свештеното братство, од храмот Света Лидија Македонска и од храмот Свети Николај Свети Николе, почитувани родители, ценети наши гости, добра вечер и добре ни дојдовте на денешниот наш свечен ден, ден со чувства радосни и трепетни оросен. Ден кога даваме почит на патроните на училиштето наше, на светите браќа Кирил и Методи,
но и ден кога славиме еден голем, значен јубилеј, 50 години постоење на нашето училиште. Половина век нашето училиште представува расадник на многу успешни генерации ученици и секако учители. Уште една огромна причина за славење имаме оваа година, овој јубилеј, именно желбата која што тлееше години назад, конечно најде на свое остварување. Нашето училиште се закити со ново име. Општинското основно училиште Кирил и Методи стана Општинско основно училиште Свети Кирил и Методи. Ја користам можноста уште еднаш јавно да се заблагодарам на председателката и членовите на училишниот одбор кои што ја донесоа статутарната одлука, на Советот на Општина Свети Николе и на Министерството за образование и наука, кои што ја верификуваа ваквата одлука. Половина век сме насочени кон исполнување на аманетот на нашите учители. 50 години чекориме цврсто и достоинствено кон иднината. 50 години сме насочени да се задлабочуваме во утробата на нашиот аманет и таму, во длабочината на нашето минато, ги слушаме перата на оние што ни ја вдахнаа љубовта кон својот јазик. Ги слушаме делата на вечните браќа, светите Кирил и Методи, како ја исполнуваат тишината. 50 години ние сме посветени на плодот кој што никнува од семката надеж, која што тие ја засадиле пред многу години. 50 години светата мисија наш е благослов и визија, а ние сме верни на минатото и стоиме како чувари на светото завештание. Обстојува успехот со години, а сведоштво на тоа се над 40.000 ученика кои што имаат поминато низ нашите училишни клупи. Сите ученици се наши гордости, наши достоинства, меѓутоа доаѓа моментот да ги прогласиме и да им оддадеме должно внимание, традиционално, како и секоја година, да ги наградиме и да ги истакнеме учениците кои овие 9 години со својот труд, знање, мотивираност, посветеност и истреност заслужуваат посебно место и треба да бидат мотив и пример за следните генерации. Почнуваме од достоинствата на генерацијата. За достоинство на генерацијата во 2014-2023 година го прогласувам најправен ученикот Даниел Николов. Ја повикувам ученичката Душица Стојчевска, која што исто така е наше достоинство. Понатаму, ученичката Михаела Величковска. И ја повикувам и ученичката Бојана Саздова, која што е исто така наше достоинство. И доаѓаме до најуспешниот од најуспешните, првенецот наш на генерацијата. Го повикувам да излезе на сцена ученикот Теофил Јанев.
постигнатите и успесите. Среќата, здравието, ведрата мисла и секако добрината да ви бидат вечни сопатници понатаму во животот. Ви посакувам уште многу успеси. Да се гордееме со вас, како што се гордееме со многу генерации на нас. Уште еднаш ќе ве замолам сите за еден огромен аплауз за нашите најдобри од најдобри. На крајот од моето обраќање сакам да упатам огромна благодарност од името на учениците, од името на институцијата и секако од моje лично име на две успешни компании кои што ги препознаа нашите добри намери и со своите донации, интерактивни табли, дадоа свој придонес во континуираното подобрување на работните услови во училиштето. Со ваквата донација тие манифестираа гест на подадена рака, но и поттик за уште поуспешна настава. Ке ве замолам сите за еден голем аплауз за господин Александар Андонов, собственик на фирмата Андонов Доел, и господинот Стојче Тасков, собственик на фирмата Inbox, кои без двоумење одговорија на нашето барање за донација која што ќе се согласите не е ни малку скромна. Во знак на скромно внимание повикувам представник од фирмата Андонов Дуел, Свети Николе, за да врачиме една благодарница од страна на училиштето. Господинот Стојче Тасков ве поздравува сите, жали што не може да биде вечерва со нас, меѓутоа кажа дека со своето срце и со својата мисла вечерва е со нас. Ке ве замолам уште еднаш за еден голем аплауз за овие две компании. И се надеваме дека овие позитивни примери ќе бидат инспирација за многу други општествено одговорни компании. А од мене уште да ви посакам добро здравје, да продолжите да се искачувате по скалилата на кариерниот развој, а во тоа сум сигурна, поаѓајќи од онаа народната, дека раката што дава нели не се суши. Благодарност уште еднаш, безценето е да се има поддржувачи како вас. А на нашите патрони, нека е слава и чест до векот на вековите. Сега го повикувам градоначалникот на општина Свети Николе, господин Дејан Владев, да ви се обрати. Почитувана директорке на Основното училиште Свети Кирил и Методи, почитувана председателка на Советот на општина Свети Николе, господја Валерија Ивановска, почитуван градоначалник на општина Лозово, господин Бошко Светковски, почитувани советници, почитувани директори, мои драги наставници, родители, присутни. Вечерва славиме 50 години од постоењето, но и творење, успеси и пишување на животни приказни на илјадници ученици кои ги поминале првите училишни денови овде. Сите тие денес ми е чест да ги сретнам како успешни и изградени луѓе кои активно придонесуваат за нашата татковина, за Свети Николе и унапредување на целиот наш општествен живот. Она што посебно би сакал вечерва во оваа прилика е да упатам порака до нашите сегашни ученици
и оние кои доправа ќе зачекорат во овие клупи. Секој од вас би сакал да знае дека знаењето и образованието е најголема заштита која една личност може да си ја пружи себе си. Знаењето секогаш ќе ви помогне да се одбраните од секоја опасност и закана кон вашиот идентитет и личност и секогаш ќе ви помогне да зачекорите кон вистинскиот пат кога ќе се најдете на животниот крстопат. Само знаењето, образованието и практикувањето на вистинските позитивни вредности може да ве направат вистински луѓе, силни луѓе, подготвени да се соочат со секоја животна ситуација и да излезат победници од неа. Сонот за човечност никогаш не бил поголем од што е денес во ова неизвестно општество и надежда за остварувањето на тој сон што го имаме токму од вас. Исто така би сакал да изразам посебна длабока благодарност и почит кон сите наставници, поранешни и сегашни, кои имаат клучна улога во градењето на генерациите, ученици и идни креатори на општествените прилики во општината и во нашата татковина Република Македонија. Свесен сум дека денес, како никогаш досега, сте исправени пред најголемиот предизвик, а тоа е успешно да ја реализирате најважната наставна единица, чија единствена цел е да се изгради личност која успешно ќе се носи со животните успеси, а и порази. Ви посакувам многу среќа во реализацијата на истата и нека најголемата петка биде она која што ќе заслужи секој среќен, чесен и искрен ученик. На крај пак ќе повторам, јас сум дете на Кирил и Методи и ми е посебна чест што сум овде присутен и поздрав до моите наставници, до моите учители кои што ми овозможија да бидам ова што сум денес. Ви благодарам уште еднаш. Ние никогаш нема да се откажеме од своите македонски зборови, од корените, традицијата, културата. Ке негуваме и почитуваме се што е македонско. Уживајте во минутите што следат, во нотите на македонската песна. Нека истите ги разбрануваат и најдлабоките емоции во вас. Sa
Музиката е суштината на танцот. Ако сакате да танцувате со својата душа, прво треба да научите како да ја почувствувате музиката. Нашите најмали ученици, верувајте, успеа во таа мисија. Тие успешно ја одгатнаа тајната на движењето. Чекор по чекор, нота по нота, со елеганција својствена само за детскиот свет, ќе ви го доловат моментот во кој царува безвременската уметност. Уживајте!
Она што сега следи, почитувани присутни, е волшебниот звук на инструментите од мандолинскиот оркестар Свети Николај. Почетоците на овој оркестар се тесно поврзани со корените на нашето училиште и датираат од далечната 1973 година. А целосната заслуга за тоа ја има нашиот диригент, композитор и амбасадор на музиката во земјава и во светот, маестро Кирил Трајковски. Некогашниот училишен оркестар подоцна станува градски и денес ја одржува традицијата како еден од малкуте оркестри во државата, но редовно ги собира аплаузите и овациите на многу културни манифестации на домашната сцена и пошироко. Во чест на нашиот юбилеј, тие подготвија прекрасен музички коктел заедно со нашите ученички Софија Ангелова и Нела Митева, кои по излегувањето од нашите училишни клупи достојно се стремат за свој успех. Ви најавувам прекрасен музички пейзаж и импресивни ноти кои предизвикуваат универзални чувства. Уживајте! Еден бакнеш песни рой, еден поглед безпросни, моите желби нема број, што ме плени, люби ме ти, нова надеж, srce gre, štom ke staviš oči dve, moj od pogled, tvoj je plen, štom go plenim, ljubi me ti. Nema tajni ova mala sreća, da te ljubam, zar to nese i da postoji ova mila nežna nadež za jedan tvoj mal sramežni bakneš, jedan bakneš pesni roj, jedan pogled bezbroj sni, moj te želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti.
поглед, безброј сни, моите желби нема број, штом го плени љуби ме ти, што ме плени љуби ме ти, што ме плени те љубам ја. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será, whatever will be, will be. The future's not us to see. Que será, será.
Почитувани присутни на оваа јубилејна вечер, сакаме да пренесеме важна порака. Остануваме достојни на делото на нашите рамно апостоли, кои покажале дека просветен човек е оној што е праведен и добар. Нашата мисија и понатаму ќе биде гордо да го чуваме светото завештание. Уште еднаш ви искажуваме голема благодарност за вашето присуство. Останете во добро здравје и се гледаме до година.